мириса исправно. Таман ги прибравме, ги исправме, ги испаковавме за взима спремни да видат. Бате, зимата пани тропна на врат. Никако не е човек. Дали да вадиш пак јакни, дуксерки, чуда, па после да ги периш, па да трошиш води струи, или едноставно си купиш апо и тера, ако настиниш, ќе клюкаме апо и тоа е страшна работа. Па тек замисли да треба матура да правиш на ова време или свадба. Ти ќе бараш месеци, години да не речам. Фустан ваков, таков, па ќе најдиш негде на тему ова да го учи на Шанелови, како се вика, некој фустан ќе најдиш со код за попуст таму и ти иди фустану и ти чири, пресрекна си и све. Мала температурата 2 степени ва. Или па свадба, па ќе купуваш фустан, олку пари, онолку за изнајмување, олку ова, планирај, рачунај, прај, пусти, или ко некој овде реновирај куќи, да личело убаво да изгледало. Море, мање дождо и почнуваш одма тенди, бараш чадори, чудани куќа, ќе се види ни ништо. Ама ај ке речиш баре за свадбите велат, ако врни берикетна ќе види свадбата, брако берикетен ќе види. За матурите кој ќе види берикетен? Професорите или факултетите можда? Кај што треба вака паричките да и фрли. Абе никако не е човек. Туку иако сме понеделнички уште имаме муабет за матурите, така што ќе продолжиме ние со темата. Само прво да маниме на шпица како што е редоме, сваѓај. Божи, ајде бате, пуштај. Што е главната разлика меѓу мажите и жените кога ќе е ладно време, а треба се спремат за негде? Небитно што е настан. Кај мажите е едноставно, како и впрочем се останато во живот. Ако е времето жешко, се облекваш помалце, полесно, за да не ти е жешко. Ако е времето ладно, се облекваш појќе, за да не ти студи. И мање више тука завршва приказната. Што ќе облечиш, дали имаш или немаш, тоа многу не е битно. Нормално има исклучоци, ама правиме муавет општо. И не постои маш на планетата Земја што не би посакал барем понекогаш да е исто толку едноставно и кај жените. Арно, ама не бе бат. Оти ќе речи. Појма нема моти, ама едноставно не е. На мажо едноставно мора да му прави логика муабет, ако не му прави логика, нема смисла, така? Кај жените бе бате барем кој се работи за лиштата, логиката многу не ти работи. Жените ги интересира како тие изгледат во моментот и како тие се осеќаат тука. Дали е надвор зима, или е лето, дали живеат в пустина или на Аљаска негде онаму во мразоите. Е битно бат. Тој факт можеме да го видиме насекаде, секогаш во веки веков. Амин. Секоја зима ги гледаш. Сукнето до тука клано, мајчето до тука, стомачето голо, стегнати, пицнати, се треси, не може ќе пукни од мраз. Ама не се облеку. Значи надвор може да е минус 200.000 бевате, не ги интересира. Ако сака та да се облечи вака, ќе се облечи вака и ти можеш комодно наглас се наместиш. Оти знаеш како? Кој те прашва бевате? Таја сака така да се облечи во момент. А бога ми го имаме и другото видено и обратно. То пекол надвор не седиш и мажите личело не личело, само шортски клај излез, не може да дишат луѓето. Ја видиш неа клаена мајца, елече, чорапи, олка и бапнати на нозе, му студи во нозете ти не. Чудна работа како нове жените во нозете стално му студи. Абе фурна да клаиш до нозете вака и пак ќе ти речи подај ми го на кебето, ти малце како да ми дувка во нозете, како да ми застуди. Ама надвор било 40 степени, нема врска ти надвор. Небитно е ти ако не можеш да дишиш се. Не во нозете му студи. Ти шо сакаш? Па не мора се во животот логика да има, едноставно така се некој работа. Хеј, мажите какви сте. Крао не ви се наоѓа. Што најако во се, на целиот свет, и што на жените машкото размислување му е комплицирано. Преако е, жими се. Тебе не ти е јасно како може да не се облечи некој логички според временските услови, пошто се разбериме, жените имат убајалишта за сите сезони. Не се ко нас 5 мајци, 2 дуксерки, 2 фармерки завршена работата. Не бе бате, значи имат алишта на алишта за сите сезони. Не е дека та нема што да облечи за ова сезон. Ама знаеш како? Кој те прашва тебе дали ти мислиш дека та има што да облечи? Та едноставно нема што да облечи бе бате. Немата, ако е пон плакаро, ти не го гледај плакаро, ако и други сите плакари се полни, не е то би. Таја нема што да облечи. И ќе изваи нешто што нема благе везе со сезоната што се случува во моментот. И ти ја гледаш и си викаш како може море ќе замрзниш, нема логика муабе. А таја па те гледа тебе и неја не му е јасно како може овој вака да се облечи, шо сега фармерки кладе и кладе мајца долна, мајца на куси, дуксерка и јакна. И шо муабе. Шо муабе, нема ми студи едноставно, тоа е муабе. Изимаш уште еден јак момент во приказната. Ако му речиш облечи нешто подебело ќе ти студи, си крив. Ти кој си ти да кажеш што треба да облечи така? Ако сакаше та да му кажува некој да се облечи потопло, ќе седеше со мама со тато дома. Уште поако тој кога излези кога ќе му пристуди, автоматски дечкото е крив, така? И нормално, ако не му текне да си земи уште една јакна, ќе треба таја што е неговата да му дај пошто така. Са да се разбериме се. Та нема та што да зема јакни, то не е сладко, сладко е ти твоја
својата да му ја даеш и ти да пукниш да замрзниш таму ако може. Ете така логично размислуваат жени. Што значи наравно учение, ако имаш женска или жена или шо и да е, кога ќе студи надвор, земај 2 јакни бат. Од титан нема да си земи сигурно. И да се работи за некое било какво излегвање или настан или шо и да е, ај ќе наметни нешто. Ама ако се работи за матура, свадба, жена за таков настан не ти облеква нешто, не ти наметнува што сака нека ја мора, што сака нека. Последно ако треба вака ќе се здрви таму во одењето и не клава ништо и крај на приказна. Ако таа има замислено ова фустанче со ова штикла и со чантата вака и кога ќе се насмее вака да светнат забите со чантата со цирконите на штиклата, па тој има така да биде, па последно да е. И тој феномен никогаш нема го разберам и веројатно ни еден маж нема го разбери, ама едноставно тоа е. На крајот на денот како реков, кој не прашва? То никој не прашва за побитни работи, за вакви работи ќе не прашва, бе, беге таму. И така и со матурите. На мажите ако му студи над сакото, ќе клај некој капут или нешто. Ќе се снајдиме сваѓа. Ќе клај мајца од оздола, нешто ќе направи за да не му студи, па да изгледа како што треба. Жените бате нема да направат. Едноставно нема теорија, не е ни дел од мислато. Вака и готово. Нема мрдање од та граница. И затоа многу често кога се случи вака матура со дождој со 300 чуда, можеш да видиш како партнерот го вади сакото и го клава преку партнерката, нели, пошто мажите се џентлемени тука, ќе ја заштити женската. Извинете, не женската, партнерката, не расипиме некоја релација таму, ви се молам. Значи партнерката вака ќе ја заштити него, нека го врни, не е проблем. Шо има врска тој ако одел на фризер, фризура му прат, на ова одел, на она одел, се облекол, кошула некоја клал ваква, таква купвал. Не е то бит. На крајот на денот кој те праша, така маш си и кој не те прашува. И ќе си влезат внатре, таа после ќе си се слика целата како што си е дотерана, средена, скоцкана, фина за мерак. А ти ќе сеиш ко мачор наврнат, буквално, пошто пепел дождот има сторено и ќе пробваш во веце вака кркмата малца си ја наместиш да не биде вака падната. Кошулата цела со точки ќе ти биде. Лом сторе. Што ти можеш си купил водоотпорно сако кај што мава капката и кај што заминва надолу, не останува ништо, ама кој те праша бе бат? Така, ти денес мораше да видиш херојот на твојата партнерка. Тоа што таму жи нема ни на танцо да те викни прв, то нема врска. Ти што си мислиш ти треба таа истото за тебе да го направи или нешто некако да ти возврати? Седи уживај бате, ич да се кире. То ни ти некогаш било ни ти ќе биде. Освен ако си сте вие приватно блиски, тоа е друга работа, таму не ви навлегвам. Тие борби, барем дур си млад, ме сваѓаш. После тоа ќе подпорастиш вака, кога ќе бидиш малку поискусен или око нема да ти трепнува, ќе ти е гајле што ти зборат што се дешава и така натаму, или ќе си се научиш со тек на време и стално ќе си носиш и чадор, и кебе, и јакна, и нешто за подгрицнување, и мастичина за да ти се најда. Се ќе си носиш бат. Ич да не се секире. Но ти не за џаби ма речем старите, кој носи не проси. Тоа е тоа. Исто така една работа е смената од на времето. А тоа на времето немаше толку многу коли во градоите. Пример имаше по една кола од фамилија, максимум 2. И некогаш татковците му ги даваја на матурантите колите мек да слезат со колата, ама обично тоа не беше практика, пошто прво и основно сите матури беа негде во центарот, нити паркинг има, гужви има еден тон. Едноставно не беше практично. Другиот непрактичен дел е што сите знаеа што гој да имат подома. Пошто на матура оди човек. Таму кај што ќе се урла, ќе се јади, ќе се пие, а ти знаеш дека малио пие. Еве јас не пиев, никогаш не сум пиел во животот, сите го знаат тоа. Јас бев тој што му рече не ми треба колата, пошто прво и основно не ќам ни да мислам на возење тој ден. Нека ме однесат, ќе одам, ќе си поминам убаво, ќе си сјом дома, не е проблем. Па особено па го пие. Зошто ти е кола? Така, ама пусти мангуплук, тоа е нешто што не може да се опиши со збор. Тие знаат дека ќе пијат, и знаат дека ќе прат глупости и прекршоци и така натаму, па ќе слезат со колата бева. И после не дај Боже ќе се деси некој проблем, и кој ќе биде крив? Никој. Ние може да сме единствена држава во светот кај што стално никој не е крив. Нити тој што го прави нештото, нити родители, нити други луѓе, никој не е крив. Така едноставно се случват, нема крив тука. Од нигде никаде се случват работите. Сите се прави, едноставно така треба. Тоа е. Са има и луѓе што се организираат, што ќе си најдат некој превоз, некој олдтаймер, некоја јака кола, шо и да е лимузина, ќе ги однеси, ќе направи, и тоа е интересно. Имало такви приказни претходно кај што ќе земат лимузина, ќе одат низ град Белји, ќе прават, ќе урлат, ќе пеат, мислиш последно е. А бога ми годинава имавме случаи кај што матурантка дојде со конј и народо наш кој го дал Господ, полојна ќе фалат, ќе зборат уво, другите полојна пепел ќе сторат по коментари таму. Зошто и тие не знаат, ама така му иди од душата. Ама како и да е, видиш, тоа е интересна работа. И мислам дека доста е за денес. Има уште многу што се збора, како и секогаш. Ама здравје Божи, и до година ќе има матуранти. Така, па се да кажиме се. Битно вие останете на нашата програма, гледајте си вистинска содржина и ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и убав ден.